Во полициска акција денеска е приведен поранешниот директор на државни патишта Ејуп Рустеми. Приведени се уште четворица, меѓу нив и раководител на одделението за наплата на патарини. Пред Министерството за внатрешни работи Елизавета Дамјановска-Спасеновска имаме во живо вестите. Бети, дали се знае точно за кои лица станува збор, за што точно се сомничат и патем и од јавното обвинителство пред малку излегува со соопштение. Повели да чуеме детали. Ти благодарам, Бурче, како што и самиот спомена делумно во твојата најава, само што пристигна информација дека поранешниот директор на јавното претпријатие за државни патишта Ејуп Рустеми е меѓу приведените. Меѓутоа, тој не е единствениот во оваа полициска акција. Покрај него исто така се уапсени и Дрилон Зибери, кој што е раководител на одделението за плаќање и контрола на уплатни рампи, на уплатни места, Ејуп Латифи, помошник директор за одржување на патиштата, Џемал Бибиловски, кој што е првоосомничен во оваа акција, а инаку станува збор за собственик на осигурителна компанија која што требало да врши 24-часовен надзор, односно мониторинг на 14 наплатни места, патарини на повеќе места низ државата. Како што дознаваме, Министерството за внатрешни работи поднесла кривична пријава против наведените лица до Основното јавно обвинителство Скопје. За првоосомничениот, односно за собственикот на компанијата е побарана и мерка притвор, додека пак за останатите лица е побарана мерка за предпазливост. Инаку во дел од соопштението на обвинителството, меѓу другото се вели дека против тогашниот управител на фирмата од Кичево и правното лице е поведена истрага за кривично дело злоупотреба на постапка за јавен повик. Во соопштението опширно е објасната процедурата која што не била запазена и поради која што истите се сумничат дека државниот буџет го оштетиле за 800.000 евра. Инаку тогашниот директор на јавното претпријатие бил должен да се грижи за законитоста во работата и примена на прописите, статутот и другите акти, меѓутоа тој не ја извршувал оваа функција, односно не било запазено дека фирмата која што е најмена не ги извршува должностите како што било и подпишано. Инаку од наши извори дознаваме дека оваа акција се одвивала во селото Джепчиште, во која што биле приведени уапсените. Меѓутоа, повеќе информации за тоа како тече истрагата, односно спроведувањето на осомничените и што ќе биде одлучено, ќе имаме повеќе информации во следното издание на вестите. Елизавета Дамјановска-Спасеновска во живо околу истрагата за злоупотреби во државни патишта. Ти благодарам.